Днеска сме собрани на предупредувачки протест поради неиспочитуваното договарање со винариите, со Министерство за земјоделство за производствената цена на грозјето. Имавме ни начален договор за цените на откупните сорти, Вранец, Смедеревка и новите сорти. Тие не се испочитувани, сега не ги имаме ланските цени на грозје без никакво покачување. Како илустрација да ви кажам, ева Смедеревката колку кошта. Една лижалка. Толку е Смедеревката. А оваа полова литро вода е 2 килограма на грозје. Значи лозарите се револтирани, бидејќи они се учествуваат во доходот на државата. Каде со ДДВ, каде со извоз на грозје и вино. Ние сакаме нашата производствена цена, нашиот труд на овој земјоделец, на овој исплатен народ, да се исплати. Ние ништо не сакаме преку леп погача. Само како пример, ние учествуваме во џубривото со ДДВ, ние учествуваме во нафта. 2 килограма грозје на литро нафта ние даваме ДДВ. На една врече џубре даваме 50 килограма грозје. За наводнување, за заштита од 50 до 60 килограма ние ДДВ плаќаме. Сепак сакаме повратни средства за земјоделецот да обстане. Лозарството како гранка, по мое, мислам дека е во изумирање. Зошто? Луѓето се демотивирани ради откупните цени и ради трудот што не му се исплаќа. Нешто поради светската криза со гориво и со џубриво, нешто поради најниските цени кои ги имаме во опкружувањето. Како за пример, Албанија, Српска крајина, Србија, Босна, Црна Гора, сите имат од 25 до 50% поголеми цени. Да не зборуваме за Хрватска и Словенија, тоа е Европска унија, таму и до 100% се. Нашите барања се да ни испаднат во сусрет луѓето кои што се задолжени за тоа, да можеме да имаме барем малце профит од оваа дејност. Ние моментално работиме со загуба. Последните 2 години, од кога почна ковид кризата, ние работиме со загуба. Ние уште на 21 јануар доставивме барање до министерот Љупчо Николовски, да имаме заедничка средба винари, лозари и како посредник да биде министерот, да собереме во министерството. Али до ден денеска се уште чекаме. Во април месец кога се собравме во Кавадарци, градоначалниците сите на Кавадарци, градско Неготино, Димиркапија, и беше договорено пак во мај месец да имаме средба со лозари и винари и со министерот. Али од тоа не излезе ништо. А овама се задоволства не големи, затоа што нас производната цена на гројето на кошта 14 денари до 15. А ланската година и сега и оваа година од винариите 8 тикве што огласи таа некоја нереална цена со шерост голема, другите винари ќе откупуваат по цена пониска од производната. Најавуваат цена па 12 денари да биде Вранецот и 10 денари Смедеревката. И затоа ние излеговме на протест за Љупчо Николовски, пошто имаме ние уште други барања. Имаме уште неисплатена зелената нафта. Имаме суша за лани, елементарна непогода суша. И затоа требаше да не обештетат измрзнување. И затоа пак уште нема ништо. Дури ланското гроје дозволија на винаријата Сковин Груп да откупува по 8 динара гројето и до ден денеска уште не е платено. И ќе бараме обештетување исто на лозарите од државата, пошто она му дозволи на крај да откупува. Само во Кавадарци ги има околу 6.500 лозари. Јас сум од Кавадарци, ги застапувам, али пошто сме на регионално здружение. Ние ги застапуваме сите, од градско, Росома, Кавадарци до Димиркапија, до Валандово. И тоа се може над 25.000 лозари. И затоа ние мора да бареме во име на сите. Затоа што Тиквеш е, како да кажам, лош играч. Затоа што и преклани му праве договори, и лани, му праве договори, например, за ќе ти земам црно, ќе ти земам ризник, ќе ти земам и на крајот после дај го црното, па дај ми, како лани, нели историме 7 трактори тамо гројзе, па дај ми мене со 21 шеćerност ги враќа, а тоа не е дозволено да ги вратат, пошто еве ги нивните цени, ево го што 2018 18.05 до 19.08 13 динара.
А ланската цена одма не укради. 18,05, 19, 12 денара. Тоа го прави Тиквиш. Бараме лозарите подитно во парламентот, ние да би има поканети, бидејќи грозето е квардира, не е тоа железо да траа. Парламентот до 15 септември не работи. Или во владата, кај премиерот ја. Нема друг спас за нас. Јас работам негде на околу 30 хектари лозов насад и околу 30 хектари со житарица. Лани занесив грозје во Сковин, винаријата, негде на вредност на 10.000 евра и уште не ми се исплатени субвенциите. Имаме тужено и тужбите ви уште не се реализирани од март месец и нема наплата. Годинава очекувате од кај ќе го предавате? Па има јас негде на околу 250 тона вранец, што нема кај да се даде. Значи треба изгледа дома се складира, ама услови немаме за такви. И принудени сме да го дајме може и за пониска цена, само колку да си повратиме дел од трошковите. Што повеќе се искоренува земјоделието, цените се повеќе паѓаат. Дали некој има некоја агенда за да се намали, да се уништи земјоделието, не знам. Сега скоро, баш пред вашата телевизија, мислам, беше пратеник од Панчо Минов, каде што испадна со едно соопштение дека е договорен со Министерството некој тошковник за колку нас производителите не кошта кило грозје и испадна со 13,5 со 13,80. Демек нашата производна цена. Меѓутоа сега цената излегува на Смедеревката 12,5, на вранецот 16 денари. Значи со Смедеревката одиме свесно одиме со динари, тоа поред нивни просметки одиме со динар загуба. Со срце го работам тоа сето. Јас од млад работам у земјоделието, од земјоделието зема пензија и со срце го работам тоа. И лозито ја го работам, ја како сум на лозито сум сит, со леп и сол. А чошијата со скара не сум сит. Али производството наше не се цене. Никој нема кој да го процени нашето производство. Затоа што јас како земјоделски техничар работам во Тиквиш 40 години, па знам цената, производната цена колку треба да биде на грозито. Не Панчо Минов да не лаже нас. Него ние сме 15 динара, ние сме 2 динара со загуба од грозито. 18 малигани треба стартна цена за 18 шеќерни единици да биде цена која ќе биде 16 или 18. А они ќе дадат 12-13 динара за 20 шеќерни единици. Тоа е значи 5 по 5, 2,5 динара од стартот. И намерењето на широмерите ти крадат и на вагите ти крадат, тоа е страшно нешто. Ова е нешто не објаснено, не дефинирано. Ние, оризарите, сме дојдени тука на нашите колеги лозари да дадеме подршка, да изразиме солидарност. Земјоделската политика во државата е насекаде катастрофална, затоа мора сите заедно да се здружиме и да бараме спас за земјоделието во државата. За 3-4 дена, 5 ако не навикне. Пошто другата недела веќе ќе почне бербата после 10 дена. Ако не навикне, ќе блокираме во цела Македонија. Пошто сега е нашата мака на лозарите, ќе ни дадат подршка и они во Прилеп, во Кочани, секаде, во ист ден, во исто време, ќе блокираме секаде во патиштата, така да белки ќе бидат приморани да навикнат во Скопје.